Почитувани гледачи, втор блок отворено студио 1 на 1 ТВ, термин резервиран за анализа на вестите од регионот и светот со колегата Дејан Андоновиќ. Дејан, добре дојде во студиото на 1 ТВ. Доста интересни наслови денеска доаѓаат од европските и светските медиуми. Она што е, да речеме, еден од настаните кои што е во фокусот на светските медиуми е тоа што се случува во Австрија. Пред неколку дена процури едно видео кое што беше снимено, во кое што се гледаше дека австријскиот вице канцелар преговара за продавање, за купување на медиум, на весник, и за финансирање на неговата партија. Ова целосно ја раздрма внатрешно-политичката ситуација во Австрија. Што е последната информација која што доаѓа од таму? Последната информација е дека и Штрахе како лидер на Слободарската партија, како вице канцелар и 11 негови министри поднесоа оставки во австриската влада и сега актуелниот канцелар Себастијан Курц треба да понуди ново решение или да влезе во воредни парламентарни избори, што е се поизвестно ако се земе во предвид дека партијата на канцеларот Курц е десничарска партија и заради мнозинство во владата мораше да коалицира со партијата на Слободата на Штрахе. Ќе потсетам, оваа партија на Слободата на актуелниот вице-премиер Штрахе е наследничка на Герт Хајдер, некогашниот лидер на оваа партија, кој беше ултрадесничар и се граничеше со, би рекол, малку и фашистички идеи, бидејќи како ултрадесница заговараше огромен број на антилиберални политики на Австрија. Ке потсетам, Себастијан Курц беше принуден на последните избори да коалицира со партијата на Штрахе и поради тоа ова е голем удар и за австриската влада, но и за Европа воопшто, ако се земе во предвид дека има растечки тренд на десницата и на ултрадесницата. Ке потсетам, десничарите се уште со мнозинство во Европскиот парламент, почнуваат европските избори, европската десница е фаворит за освојување на најголем број на пратенички места во Европскиот парламент и веројатно ќе биде новиот претседател на Европската комисија од редот на десницата, кој ќе го наследи Јункер, кој исто така од редот на десницата. Но изминатиот период се појави едно, би рекол, недобар тренд на десницата. Во европските држави се појави така наречената ултрадесница. Ке потсетам, Салвини во Италија победи партијата на Салвини, која е ултрадесничарска. Виктор Орбан е познат по своите, во Унгарија, по своите антилиберални политики, ќе потсетам она околу мигрантите. Во Шпанија победи партијата Вокс, која исто така ултрадесничарска, и во Австрија имаше голем удел оваа партија на Слободата, на која без која не можеше актуелната власт на некој начин на Себастијан Курц да остане, да ја формира владата. Аферата со Штрахе, ке потсетам, тие се снимени на Ибица, како договараат со сопруга на еден руски тајкун огромни финансиски средства за финансирање на нивната партија и за купување на неколку медиуми, кои го објавија германските медиуми како афера, дека е злоупотребувал својата позиција, значи нелегално финансирање на одредени проекти во Австрија и пред се медиуми со руски капитал, што е дополнително беше причина, и проблематично да се направи огромна афера. Она што е интересно и што најверојатно е причина е тоа што ова видео е снимено пред 2 години, зашто токму сега е објавено, може само да се претпостави. Се шпекулира дека растечкиот тренд на ултрадесницата, актуелната десница и европјаните сакаат да го сузбијат, бидејќи тие се сериозно опасен тренд, ќе повторам, Унгарија, Австрија, Италија, Шпанија, па и во Полска. И едно од при давањето на оставката на Штрахе, на вице-премиерот и актуелен лидер на партијата, тој изјави дека се работи за одмазда на разузнавачките служби. Инаку ќе потсетам дека една од причините зашто ова видео е пласирано е се уште актуелниот министер за внатрешни работи на Австрија, кој доаѓа од редовите на Штрахе, од оваа партија, кој се замери со разузнавачките служби во Австрија, бидејќи откако дојдоа на власт и од кога тој беше наименуван за министер за внатрешни работи, првин што направи ги расчисти разузнавачките служби внатре, голем дел од нив
смени и постави нови луѓе, што веројатно се смета дека ова можеби е вратка кон оваа партија. Една од шпекулациите што дадат по медиумите е и наводната уценување од пред 3 или 4 месеци на лидерот на оваа партија Штрахе, кој го уценуваше, велам ова се шпекулации, го уценуваше актуелниот канцелар Курц, кој дека има наводно снимки како тој прави баханали на забави со млади девојки, што Штрахе денес како га рече, кога излезе рече јас ќе ја вратам мојата невиност и ќе докажам дека сум наместен, едно од аргументите се вели дека ќе покаже и можеби и тој некакви снимки за големите афери кои се случуваат во австриската влада. Во секој случај тоа се шпекулации, она што е последно ќе повторам, владата на Курц сега за сега е на стаклени нозе, бидејќи 11 министри и вице-премиерот од оваа партија се принудени да поднесат оставки. Голема е оваа афера и ќе видиме како ќе испадне, како Себастијан Курц ќе успее да ја надмине оваа криза, да постави нова владеачка коалиција, но и како ова ќе се одрази врз европските избори. Ќе потсетам, европските избори почнаа на 26 ќе се гласа во Австрија. Ке видиме, времето ќе покаже дали е наместен или не е наместен, меѓутоа овој случај говори за мокта на овие медиуми, но и демократската свест која што постои во европските земји. Има појава во Европа на една ултрадесница која зима поголем замав и која, освен што ги на некој начин ги плаши своите идеолошки непријатели, би рекол, од левицата или либералите, и се заканува и на европската десница. Ќе го подсетам примерот со Орбан, кој поради својот начин на делување на изборите и поставување на одредени плакати низ Будимпешта, без неговата партија Фидес беше исклучена од европската Народна партија, Сдружената европска десница. Таа партија сега во моментов е член на ЕПП, но нема право наредните 2 години нема право на глас. Не може да учествува во носењето на одлуки. ЕПП се обиде сите тие екстремно десничарски партии да не ги исклучува од членството, но да им го одземе правото да гласаат. И ќе подсетам дека Виктор Орбан како предводник на тој ултрадесниот дел на европските партии најави дека ќе се прави после европските избори еден сојуз на ултрадесничарски партии кои ќе имаат антимигрантска политика, значи ќе се противат на примањето на големен број на мигранти од боиштата од Блискиот Исток и од Африка, и веќе почна да се вржува со италијанската десничарска партија на актуелниот заменик премиер Салвини, со шпанската партија Вокс, еве веројатно и со оваа партија на Слободарската партија и веројатно со уште една партија од Полска, што само укажува дека ќе биде политичка закана у наредниот период за европската политичка карта. Ги спомена европските избори. Ако не се лажам, денеска и францускиот председател Макрон имаше обраќање по однос на тоа, рече дека не може да стои настрана, дека ќе мора да влезе во целиот процес. Тој даде едно интервју, односно изјава за сите регионалните медиуми во Франција. Имаме прилог на таа тема, да го погледнеме па ќе го прокоментираме. Француската држава прифаќа да биде актер на предизборната кампања за европските избори и дека не може да остане гледач, вели во интервју за францускиот регионален печат председателот на Републиката Емануел Макрон. Тој смета дека нема друг избор, освен да се вклучи во кампањата за европските избори на 26 мај. Не можем да бидам гледач, туку актер на овие европски избори, што се најважни од 1979 година, бидејќи Европската Унија се соочува со екзистенцијален ризик, тврди тој. Тој признава дека не е лидер на партија, иако верува дека има одговорноста пред историјата. Пред се, тој забележува дека сите други листи прават референдум од изборите, односно против председателот на Републиката и владата. Во првиот дел од интервјуто, Емануел Макрон прво се обидува да ги мобилизира избирачите, додека стапката на абстиненција која очекуваат анкетите останува многу висока. Францускиот председател вели дека да се одлучи да не се гласа е да се одлучи да им се даде глас
на оние кои што сакаат да не уништат, за да се изразат својот избор што и да е, тоа е на 26 мај или никогаш, вели тој. Но многу брзо, председателот на Републиката ги презема акцентите на лидер на партијата, за да ја нападне онаа која веќе беше негов главен противник во 2017 година, националниот собир на Марин Ле Пен. Ние задремавме, како да не свативме дека пред 5 години партијата што победи на европските избори беше Националниот фронт, вели Емануел Макрон. Дали тие успеа на европско ниво? Тие гласаа против се што е во интерес на Франција. Нивниот проект ја ослабува Франција и ја дели Европа, истакна Макрон. Го видовме прилогот и обраќањето на Макрон за француските медиуми. Дејан, зошто во еден момент тој вели дека овие избори се најважни од 1979 година па наваму? Па Макрон, неговата политика, тој заговара една теза дека Европа се наоѓа во екзистенцијална криза, значи да се биде или не. Каква Европа ќе биде? Дали ќе биде Европа формирана од национални држави или ќе биде една држава така наречена единствена Европска унија. Тој исто така се залага за прекројување на европската политика, бидејќи вели Европа треба да се приклучи кон модерните трендови, а не да остане во онаа творба која беше досега и се покаже дека има проблем со системот за одлучување, го видовме тоа околу неединствените ставови, околу Косово, околу Либија, околу Иран конечно, бидејќи европјаните имаат своја политика и заедничка политика и многу тешко може да се координират и усогласат, па тој сега со заминувањето на Меркел првин себе се гледа како новиот европски лидер, во исто време сака да наметне Франција е познато не крие дека сака да го притегне, да ги притегне критериумите за влез на земјите членки во Европската унија, велејќи дека проширувањето треба да запре, бидејќи со оваков тип на проширување Европа може да се распадне, тоа е неговиот став. Тој има многу слични ставови со десничарите, тој исто така сака антимигрантската политика да ја постави на повисоко ниво, да не може секој да влегува во Франција по секакви критериуми, туку малце да се стегне таа политика, но исто така и со издавањето на студентските и работни визи. Значи Макрон заговара на некој начин по изборите една многу по цврста европска политика за оние држави кои се надвор од унијата, вклучувајќи не и нас. Нормално наспроти онаа политика која досега ја водеше Европската унија, предводена од лидерот на земјите членки на унијата Меркел, која нели е позната по својата прифатлива политика за мигрантите. Макрон исто така во ова интервју потенцира дека он не е лидер на партија и не може да и поради тоа до сега стоел на страна од европските избори, но сега директно планира да се вклучи во лобирањето на 26-ти, како и во прилогот што беше речено, французите да излезат да гласаат и да ги изберат вистинските политички сили кои ги представуваат во Европскиот парламент, за да може да се врати Франција на онаа сила која имаше во минатото. Славни години, да. Исто така, тој предупредува дека поврзаноста на националистите и на странските интереси се многу сериозен удар и за Европската унија, но и за Франција, и оттаму тој сака да им се спротистави. Странските интереси, алудирајќи на неколку познати и угледни американски бизнисмени кои изминатиот период биле во Франција да лобираат за победа на оние сили кои се, повторно ќе кажам, проамерикански. Макрон овдека очигледно сака да покаже дека нема исто гледање на политиката со Вашингтон, кој треба да му е сојузник, и поради тоа вели дека националистите и странските интереси може да ја разурнат Европската унија и европските држави. Ке повторам, Франција сака после овие избори малку да се стегнат критериумите на Европската унија за сите оние земји членки кои се надвор од неа. Што дефинитивно не е одговора ниту на Македонија.
Па ќе видиме дали ќе помене концептот на Макрон. Во секој случај ќе видиме како ќе завршат европските избори, кој ќе има силата во парламентот, каков ќе биде составот на новата Европска комисија, кој ќе биде претседател на неа, но и како ќе се движат политичките случувања во светот. Ние сме сведоци дека изминатите 3-4 месеци има радикално брзо пресврт на настаните во светот, се отвараат многу воени жаришта, имаме судир на 2 или 3 најмалку светски суперсили кои директно се во некаква војна. Кога ќе кажам војна, не велам само со оружје, има и трговски војни, има и дипломатски војни, така да не знам како Франција и Европа ќе се позиционираат за сите тие нови трендови кои се најавуваат во светот. Кога сме кај трговските војни, последната е одлуката на американскиот претседател Доналд Трамп да ја стави компанијата Huawei на црна листа за тргување со американските компании, вест која што ја потресе целата зимина топка. Меѓутоа, последната одлука е дека Американското министерство за трговија донесе одлука со која што се дава одобрение во рок од 90 месеци да продолжи 90 дена се извинувам да продолжат да работат, а после тоа ќе се одлучува дефинитивно што ќе се прави. Што само кажува, јас слободно ќе искоментирам, политиката на Трамп за сите овие крупни светски прашања е топло-ладно. Ако вчера беше најавено, ако пред неколку дена беа поставени царинските такси и кон Кина, ако од вчера и официјално американските компании ја раскинаа соработката со кинескиот гигант Huawei, зошто денеска ретерирање, па сега 90 дена рок, што само укажува дека Трамп и покрај тие најави дека ќе го дисциплинира кинескиот гигант, денеска ретерира и веројатно остава простор за некаков пазар. Дали се непромислени овие негови потези или пак има доста промисленост односно тоа што ова дефинитивно ќе му зададе финансиски удар на Huawei? Па ќе му значи откако испадна анализите што точно ќе загуби Huawei, а дали ќе има некаква загуба и сад, дојде ситуацијата дека и Соединетите Американски држави ќе загубат многу. Според некои проценки кои успеав да ги најдам утринава, нема само Huawei да загуби, ќе загуби и Apple во Соединетите Американски држави, ако се земе во предвид дека огромен број на фабрики во Кина произведуваат одредени компоненти и чипови за Apple, кои се како ефтина работна сила, па според некои проценки за 33% ќе падне добивката на iPhone-ите, односно на Apple, кои се продаваат во Кина и кои во тамошните се уште капацитети се произведуваат. Така да ми се чини дека во оваа војна ќе имаат загуба и двата гиганта, како фирми, но и двете држави. Само ќе потсетам дека Huawei и нивниот директор извршен излази и рече дека сад очигледно не знае со какви капацитети се поседува Huawei. Ќе потсетам дека забраната на сите американски компании за Huawei, значи да се користи Google, да се користат фирмите кои го произведуваат оној Intel, оние микрочипови и останато, ќе направи за Huawei голем удар, но Huawei веќе изјави дека имаат план Б и дека веќе имаат изготвено нов оперативен систем, не мора да е тој Android. Ќе потсетам дека е голем пазарот и во Кина, и во Азија, и во целиот свет, кои можеби би го земале покрај Android и Huawei со некој друг оперативен систем. По таа изјава некако Google и останатите компании денеска ќе повторам ретерира и дадоа рок од 90 дена за да се надминат несогласувањата, бидејќи бизнес е бизнес и американците губат и кинезите губат. Она што сакам да го кажам за на крај во оваа цела приказна, дека Трамп ме потсеќа истата политика ја водеше и со Венецуела, истата политика ја води сега со Иран и со Кина. Првин ќе најави нешто бомбастично, после 2 дена ќе ретерира, што само укажува дека можеби има непромислени потези, а можеби го дига рейтингот и ги прави, остава простор за уцена и преку уцена остава простор за договор. А договор со Huawei ќе мора да има. Апсолутно. Да се префрлиме малку на Русија. Шефот на Руската федерална служба за безбедност Александар Бортников вели дека се формираат и се групираат милитантни групи во
Авганистан, кои што би биле сериозна закана за регионот, па и за Русија? Па закана за Русија, ако се земе предвид дека Авганистан се граничи таму со еден дел на заедницата на независните држави, меѓу кои е Русија, тоа се тие милитанти од исламската држава, која ние изминатиот период по медиумите бомбастично читавме изјави на американските и руските политичари дека исламската држава е уништена, дека исламската држава веќе ја нема силата да прави понатаму нели војни, дека е готова, уништена, но се чини дека исламската држава па и оние стигна демантот. Да, ограноци на Ал-Каеда и Ал-Нусра, така наречена, тие борци каде ќе одат од тие војни? Тие борци се од таму и треба да се знаат едино да се војуваат. Очигледно се групираат во оној дел и Руската федерална служба соопшти дека стравува дека тие групи сакаат да се префрлат на руска територија како одмазнички напади. Се разбира, русите ги обвинуваат и американците за тоа, велејќи дека исламската држава беше во минатото поддржувана малку од Соединетите американски држави, па сега за мала дестабилизација на Русија сакаат овие борци да ги пуштат ако ништо друго како стравување за тамошните руски власти. Сепак тоа се уште не е потврдено, американците за сега немаат произнесено околу оваа изјава, но едно е сигурно, борците кои изминатиот период жареа и палеа по Блискиот исток во оние црни униформи на исламската држава, очигледно некаде мораат да избегаат. Едно од стравувањата беше дека со новиот мигрантски бран тие може да се вмешаат меѓу мигрантите и да влезат во Европа. Па на нашата претходна анализа, само сакам да додадам дека едно од главните причини на Макрон зошто сака да ја стегне малку антимигрантската политика и тоа, бидејќи Франција е многу поразна што се однесува до тие муслимански бегалци кои бараат уточиште во Франција, бидејќи Франција е земја која како колонијална сила изминатиот период ги држеше тие делови. Ке мора европските земји тука со здружени сили на нивните агенции сериозно да ги следат овие личности со цел да не дојдат во проблемот е Европа. што со тероризмот требаат сите разузнавачки служби да соработуваат меѓу себе и заедно да се борат против тој тероризам, но сведоци сме на ривалитет меѓу државите, па оттамо може и некоја информација да случајно биде промашена во соопштување, па да дојде до оние немили настани кои изминативе 2-3 години во Европа се изнаглеавме. Да, имаме уште 2-3 минути. Јас би сакал да одиме малку во Венецуела. Денови ја ставивме на стендбај, не ја коментиравме. Не ставивме ние, ја ставија светските мокници кои не им е интерес на задниве денови. Апсолутно. Последната информација говори дека председателот Николас Мадуро предложува да се одржат предвремени избори. И јас би рекол контраофанзива на актуелниот председател на Венецуела Мадуро. Контраофанзивата е да го сузбие и последниот отпор на актуелниот председател Хуан Гуидо, на актуелниот председател на парламентот Хуан Гуидо, кој со подршка на Соединетите американски држави западните сојузници сам се прогласи за председател на Венецуела. Очигледно не успеа ни оние бунтови, ни оние улични немири, ни оние закани за воена инвазија, за уривањето. И обиди за граѓанска војна. И обиди за граѓанска војна и хакерски напади на електраните каде што луѓето таму нема струја, некако се стиша таму состојбата, како да се изгуби интересот на западните држави да го урнат Мадуро, па сега Мадуро, кој ќе почне да има огромна подршка од Кина и од Русија, оди во контранапад и ми се чини со овој потек сака да го искорени последниот джеп на отпорот во Венецуела. Ако има воредни парламентарни избори, тој на некој начин преку тие избори ќе го исфрли Хуан Гуидо од игра, нема да биде председател. Ќе се зацементира на позицијата. На позицијата. Се разбира Хуан Гуидо нема тоа да го дозволи, бидејќи тие не бараат избори како опозиција во Венецуела, тие бараат заминување на Мадуро од власт, формирање на техничка влада и потоа воредни парламентарни избори, но тоа Мадуро за сега не го дозволува. Ќе видиме деновиве што ќе се случува таму, може дали деновиве, дали наредните месеци. Сега за сега има други тежишта, тоа ќе повторам ова околу кинеско трговската војна помеѓу САД и Кина, настаните околу Иран кои секојдневно ескалираат и она што се случува околу Саудиска Арабија и Израел и се разбира Европа и европските избори, ќе видиме како тоа се ќе заврши. Дејан, ти благодарам за опширната
анализа секако гледачите може да те следат секој ден во овој термин. Почитувани гледачи, тука е крајот на овој втор блок отворено студио 1, следуваат вестите со колешката Елена Джугуманова, а со мене се гледате повторно во 17 часот.